29 нови бизниси од услужната дејност, трговијата и производството наскоро ќе профункционираат во Тетовско. Преку проектот на Агенцијата за вработување на Република Македонија во соработка со UNDP, постојано вработување ќе најдат најмалку 29 невработени лица. Тие денес ги подпишаа договорите за добивање неповратен грант во износ од околу 3000 евра за набавка на опрема и репроматеријали за започнување собствен бизнис. Агенцијата за вработување, Центарот за вработување Тетово, на ден 17.10, тоест денеска, доделува и подпишуваме договори со 29 кандидати кои што успешно го завршија процесот на регистрација на фирми и овозможување самовработување во вториот циклус за 2014 година. Со тоа овозможуваме на посебно младите лица до 29 години, а и сите лица кои што имаја бизнес идеја, овозможување на регистрирање на фирми. Фирмите овозможија вработување на 29 лица кои што првпат се појавуваат на пазарот на труд со своји дејности, односно ќе ги остваруваат своите цели преку покажување на своите вештини на пазарот на труд. Агенцијата за вработување овозможи годинава некаде околу 70 нови вработувања во проектот самовработување први и втор циклус за 2014 година, а се надеваме дека успешно ќе бидеме организирани во 2015 година, кога очекуваме поголем прилив на кандидати кои што ќе учествуваат во мерките од самовработување. Секако ова важи и за сите останати мерки, како што се субвенционирање на вработувања, а обуките кај познат работодавач, обуките кај познат работодавач со субвенционирано вработување и сите оние мерки кои што ги нуди Агенцијата за вработување во наредните циклуси од 2015 година, заклучно новиот оперативен план за 2015 година, овозможен од Владата на Република Македонија, а во соодейство со Агенцијата за вработување и UNDP како таков. Од почетните заинтересирани апликанти за добивање на неповратни средства за набавка на опрема и репроматеријали, посебна комисија извршила селекција на 29 бизнис планови кои биле оценети како најуспешни. За сите нив била спроведена неколкумесечна обука. Мерката самовработување ја водам веќе 7 година поред. Тетово беше мој регион. Како што кажа и директоров, самовработување со грант, неповратни средства. Целата постапка траеше негде до 4 месеци до подпишување на договоров, бидејќи првично со првата селекција на кандидативе кога аплицира, после тоа идеа обуките, кај што обуките беа наменети за развивање на предприемништвото, значи дознавање на маркетингов, како да се снаоѓат на пазаров. Сите тие знаења ќе бидат потребни понатаму за да може да го водат успешно самиот бизнис. Исто така, после обуките имаше една втора селекција и после тоа они што веќе ја поминуваат селекцијата одат на развивање на бизнес идејата преку пишување заедно со консултантиве на бизнес планови. Тој бизнес план е наменет за пошироко за нивниот бизнис, понатаму како да го развиват и прошират бизнисов. После тоа иде подпишување на договорите, тоест денеска сме на тој чекор, значи солемнизирање на тоа што веќе е постигнато до овој чекор и добивање на грантот. Грантот не се добива во вид на паричен износ, туку се добива во вид на набавки за намените за тој бизнис, што они го предвиделе во бизнес планов. По доделувањето на грантот, лицето и неговиот новоотворен бизнис ќе бидат под мониторинг на Центарот 2 години, доколку престане со вршење на дејноста пред истекот на првата година од датумот на регистрирање на бизнисот, или пак само престане работниот однос, а на негово место веднаш не се вработи друго лице, има обврска да врати 80% од финансиските средства искористени за набавка на опрема и репроматеријали во паричен износ во период од 12 месеци, доколку престане со вршење на дејноста пред истекот на втората година, или пак само престане работниот однос, а на негово место веднаш не се вработи друго лице, има обврска да врати 60% од финансиските средства во период од 12 месеци.